50-тината вработени во државната компанија Еврокомпозит од Прилеп се оставени буквално на милост и немилост повеќе од една година. Фабриката не работи, а државата како нивни работодавец за 13 месеци им има дадено како плата само 14.500 денари. Повеќе од една година немаат здравствено осигурување, ниту пак им се плаќаат придонеси. Нарушени им се основните права како граѓани на оваа држава. Велат дека се крајно разочарани од односот на државата кон нив. Излеговме денеска повторно да види јавноста што се случува и дека повеќе немаме верба во оваа власт. Значи се до сега што има кажано се е излажено. Како живеете повеќе од година дена? Живееме многу лошо. Значи има луѓе што се сада по некој декарче тутун. Од тоа се надева нешто, ама еве годинава и тоа не оди. Има некои сопругите што му работат на друго место. Некој има по двајца што работе овде, ки тешко нив. Значи, стварно се во катастрофална состојба. На работна екзистенција се. Се јавува ли некој, ве прашува како живеете? Значи, една година нас не нема побарано ни директор, ни влада, ни никој. Никој до сега не се заинтересирал. Некој од колеги пробаја да стапа во контакт со пратеници од владеачкава гарнитура. И само ветуваат, остајте ме, ќе биди работава, а кога ќе биди не знаеме и самите. Последен пат имале средба со представници на државата на 4 октомври 2020 година, кога им беше кажано дека во буџетот на државата за 2021 нема пари за нив и дека ќе треба да ја чекаат 2022. Но никој од државата застега нема кажано како е можно некој да живее 2 години без плата и без здравствено осигурување. Немаме никакво ни здравствено, ни пензиско, никакво осигурување немаме. Се си плаќаме на приватно. Значи во оваа пандемија ние си плаќаме се на приватно. И тие пари што ги имавме нешто како и секое семејство, како буџет, како залиха, се е потрошено. Државата исто така не ги исплати неисплатените придониси од 2012 до 2019 година, иако за тоа беше донесен и закон во октомври 2019 година, кој што излезе и во службен весник. Не им се платени ниту од премнините на 150-тината вработени кои што заминаа како технолошки вишок, а на секој сегашен и поранешен вработен, државата им должи по околу 4 до 5.000 евра за неисплатени плати. И за тоа пари во буџетот нема. Поради сето ова, сега еврокомпозитовци најавуваат тужби. За се изгледа има во државава пари. Само за нас, за 2 милиони евра се работи. Не се работи за... И то нивна грешка е, нивна фирма, државна фирма, и ден денеска е. Тие треба да сносат одговорност. Едино пато сега ние да обараме преку институције, преку судови, да поднесеме тужба што ќе биде, не знаеме и таму. Друго, чаре немаме, покушавме се и се, со блокади, со штрајкови, со шо не. Еве, знаете, вие не пратите скоро ова 4-та година. И веќе се изморивне, остаревне на некој начин, не 4 години. И тоа ни останува последно. Друга шанса и друго чаре не гледаме. Вела дека иако не сакаат, тужбите им се последно решение, затоа што се крајно револтирани од односот на државата кон нив, која што постојано ги лажела. Со години се манипулирало со нив. После изгледа дека ние сме забораени од власта, едноставно отпишани 2-3 години, поминаја советување, со средби бесконечни и не знам, се прашувам што имаме сгрешено ние 200 и кусур луѓе на оваа држава да се понаша вака со нас. Значи едноставно не знаеме кој крај да го фајчаме. Од премногу ветувања премиеро изгледа се изгуби во тие многу ветувања, па јас би му препорачал да си вработи еден аџутант и секој сабајле кој ќе појде на работа да го советува ова денеска треба да исполниш тоа што вети, пошто го вети животот за цел народ, за цела држава и сега ќе му треба еден мандат да размисли што ветил, па после да почне да реализира, а за тоа време ни вети убав живот, а за да го реализираме ние тоа, еве ќе ни донесено законче, секој дома ќе си насадиме по 2 стебленца марихуана и цела Македонија има да рекреираме, сите да видиме среќни и весели. Ни беше ветено дека ќе ни бидат платени барем доприносите, дека тоа е за нив најлесен проблем. Еве поминаа веќе 3 години и кусур ништо од тие доприноси.
Па ова нека биде едно потсетување за премиерот да тоа што ни го вети, што ни го рече. Исто така, засега на повидок нема ниту заинтересирано странски инвеститор за да ја купи фабриката, иако и тој неколку пати досега беше ветуван.